Добри ден за мојот гостин, Демјан Хаџиангелковски, студент по медицина, 4-та година сега ќе бидете. Инаку станавте познат, славен, би рекла, откако ја креиравте, програмиравте мапата за настраданите, поплавените подрачја на социјалните мрежи, многу често ве нарекуваат млад гениалец. Како дојдовте до идејата да креирате ваква мапа? Вака, најпрво ви благодарам за поканата да бидам тука. Искрено не би сакал да земам апсолутно никаква слава за ова и многу се нервирам и не сакам да ме нарекуваат ниту херој, ниту гениалец. Ова беше едноставно нешто што еден обичен млад човек, граѓанин, кој што се најде во простор да може да помогне и сметам дека ова е нешто што секој би го направил во ваков случај. Овој пат кога ја направивте ова? Вака, најпрвен се започна во саботата вечер. Кога беа поплавите. Тоа беше на 6 вечерта всушност. Нели, како што сите веќе знаеме, тоа почна како едно обично невреме какво што Скопје до сега и видело, но наеднаш се смени многу молњавици и веќе почна на Твитер, на социјалните мрежи да се појавуваат слики дека има поплавени патишта, дека можеби има поплавени куќи, паднати дрва, одрони на падините на водно. И сметав дека тука веднаш треба да се започне со работа, пред се да им се помогне на граѓаните кои што се затекнати насред патиштата и насред улица од невремето. И најпрвен мапата почна како еден вид на брзо предупредување на граѓаните кои што имаат пристап до интернет, да видат кои патови се блокирани, дека не треба да доаѓаат на кај Скопје по обиколницата или по главниот автопат кој што е влезот во Скопје, бидејќи тие беа во тој момент блокирани и целосно поплавени. Така започна целата таа работа, но веднаш следното утро почнавме да се организираме, бидејќи веќе свативме дека има многу голема штета, дека веќе има и настрадани, дека има и жртви. Да, кој тоа вие се организиравте? Значи се започна како една групна порака на Твитер, која што беше отворена од друг твитерџија. Да. Кој што вашиот прекар, вашето име всушност е ѓаволот. Ѓаволот, да. Малку неприкладно за целата ситуација. Да, ама така е популарна, нели? Се започна во неделата наутро, некаде околу 10 часот, ако не се лажам, каде што еден друг твитерџија отвори групна порака со некаде околу 20-30 други твитерџи и веднаш беше разговорот: слушајте луѓе, мораме да помогнеме, овдека има изгледа и жртви многу поплавени куќи, да почнеме веднаш со хуманитарна акција, бидејќи знаеме дека државните институции можеби нема да може да се справат со ова. Ако е навистина толку страшно колку што велеа медиумите изутрината. Од таму веднаш се организиравме за неколку часа да почне хуманитарна акција пред Веро центар, односно Веро Џамбо. И првите џипови, првите коли со волонтери кои што носеа донации веќе беа во 1 часот, односно во 13 часот во неделата. Вие таму бевте? Веро Џамбо? Да. И од таму ги собиравме донациите, ги товаревме во пакети, ги стававме во џипови и веднаш ги носевме во најпогодените зони, веднаш да помогнеме кај настраданите од поплавата. Истата вечер свативме дека ова ќе мора да биде многу поорганизирано, бидејќи штетата е огромна. И веќе од понеделникот, вторникот, средата почнавме да стапуваме далеку поорганизирано, далеку по-тимски. Тука веќе имавме неколку пунктови кои што работеа во исто време. Тука беа и волонтерите од City Mall кои што помогнаа неизмерно многу, и волонтерите од Веро Џамбо, и понатаму одлучивме дека во ред донации се само донации, но тоа е фаза 1. Фаза 2 е веќе чистењето. Бидејќи видовме дека многу од улиците и во средата, и во четвртокот, и во петокот, наши волонтери кои што беа таму, кои што работеа, беше непроодно сосема. Се уште имаше улици кои што беа калдо глуждови. Да не збориме што многу веројатно дека веројатно повеќе отколку глуждови. На одредени места да. И да не збориме за моментот дека и тоа не беше само кал, туку и многу е веројатно дека имаше и фекали, што и такако е после проблем за заразни болести, стомачни вируси и слични заболувања. И тука ни беше стравот и сметавме дека мораме да помогнеме и со делот чистење на улиците, и затоа веќе од минатиот викенд започнавме и со организирање на волонтерски акции, како што ги нарековме Фати се за лопата, каде што најдовме алати, најдовме средства, најдовме превозни средства, со кои што ќе можеме ние поголеми групи на граѓани кои што се чувствуваат
Работоспособни, како што да, кажавте. и хумани, да им помогнат на луѓето кои што се таму. И за мое многу големо изненадување, во саботата ние имавме некаде околу 60 до 70 волонтери кои што работеа на терен, особено во деловите на Ченто Сингелич, и помагаа со чистење на улиците, односно со чистење на куќите. Добро, премиерот Груевски кажа дека 80% од волонтерите се ВМРО ДПМН. Ве погодили оваа негова изјава? Видете, не можам да кажам дека не погодил, но ние за претходната недела, па еве веќе и за оваа недела, сметавме дека не е потребно во овој момент да се мешаме во тие политички игри, може би ги нарекле. Игри, да, сосема во право сте. Не сакавме се мешаме во тие политички игри, бидејќи сметавме дека многу е понужно да им се помогне на граѓаните. Отколку да се препукувате со некоја политичка партија или пак да се сликаме или лидерот на ВМРО ДПМН. Може би го нареков премиер Груевски, но де факто всушност тоа е видете, тука се покренува прашањето со која функција он настапуваше таму и делеше команди. Да. Надвор од сите закони и устав. Но сега, ајде да се концентрираме, да се фокусираме на оваа мапа, да објасните на јавноста на кој начин сушност помагавте на поплавините подрачја преку оваа мапа, како ги организиравте и регулиравте волонтерите. Значи, вака, овој вид на мапата веќе го започнавме да го работиме некаде, ако не се лажам, вторникот доцна, средата изутрина. Имавте тим? Да, се разбира. Се ова е тимска работа. Се ова е тимска работа. Да, мапата ја отворив лично јас во саботата вечер, но од неделата све е тимска работа. Се е тимска работа. И верувајте ми, за да мапата го добие овој изглед, беа потребни некаде околу 100 до 150 волонтери кои што работеа на терен, кои што се слушаа со граѓани, кои што работеа извидница, помагаа во чистење, за да можеме да го комплетираме ваквиот изглед, за да знаеме кои улици се проводни, кои улици не се проводни, каде треба чистење, каде не треба чистење. Компјутерџи колку имаше? Кој работеше директно на компјутер, на мапата, кој работеше како волонтер, кој ви ги дојавуваше информации? Вака, всушност сите волонтери кои што беа на терен работеа и на оваа мапа. Јас како индивидуалец бев тој што ги додаваше точките на мапата. Бевте на поплавените подрачја или дома тоа го правевте? Значи најчесто директно од поплавените подрачја и дома на компјутер колку што може повеќе. Добро. И сега како ги се обележани овие во неколку бои е оваа мапа, кои подрачја, која боја, што значи всушност? Значи вака, примарната поделба беше на основните бои. На зелена, на портокалови и на црвени зони. Зелените зони беа оние зони кои што не се погодени, или пак понатаму тие станаа зони кои што се погодени, но веќе немаат потреба од донации, хуманитарна помош или чистење, односно зони кои што ги имаме комплетирано и се од црвени донесени во портокалови, односно од портокалови во зелени. Портокалови зони се каде што има потреба од делумно чистење, многу повеќе информации се потребни таму, но веќе грото од работата е завршена. Таму веќе немаме проблеми од заразни болести, односно не очекуваме заразни болести да се појават, бидејќи голем дел од калот, шутот и фекалиите се исчистени. Значи секојдневно ја менувавте практично мапата. Ажурирањето беше практично на саат време. Добро, овие тоа се слики, значи тоа се слики од волонтери и од јас лично што одевме на терен. Добро. Сликавме за да можеме да им прикажеме и на медиумите и на останатите. Каде сте концентрирани во моментот? Значи каде сме концентрирани, како изгледаат тие улици во тој даден момент. Особено таму имавме многу слики, тие се што од петокот, што од неделата. Додека бевме таму, бидејќи имаше таму се улица 6 и улица 11, кои што се до викендов беа недопрени, практично недопрени. И таму беа тие зони каде што буквално беше кал до колена и фекали. Им најавувавте ли на надлежните институции за овие проблеми со Имавме делумна комуникација, Со кои институции? Највеќе со војската, но на кој начин комунициравте? На терен? На терен, се разбира, само на терен, никако поинаку. На војниците, полковниците и капетаните кои што беа на лице место задолжени за организацијата, им ја покажувавме мапата и ги замолувавме ако можат да или имаат ресурси да појдат до тие локации, биејќи до критичните места. До критичните места, биејќи не секогаш не имавме доволно волонтери на терен за да може да помогнат. Добро.
Добро, и црвената мапа Да, и црвената зона е најалармантната, Добро. каде што треба да се фокусира што е можно повеќе ресурси, повеќе волонтери, повеќе донациска, односно повеќе Кој дел е ова од градот? Значи, тие се западните делови на Ченто и Сингилич, односно јужните делови на село Стајковци. Исто село Стајковци во горните делови, особено таму каде што е најгоре, да, долно мало. Добро. И источно од Кирил и Методи училиштето, тоа е веднаш на зелениот пат малку повисоко. Се што е источно од нив беше многу силно погодено, многу силно погодено, највеќе заради водата што си има излеано од обиколницата, и тоа беа куќи кои што беа комплетно уништени. Ситуацијата на терен беше застрашувачка, ама апсолутно застрашувачка. И страшното беше што и 7, 8, 9 дена по првиот ден, односно по саботата, голем дел од тие зони се уште не беа исчистени и многу беше тешко проводно до нив да се дојде да се донесат донации од граѓаните. Ние успеавме да најдеме некои алтернативни патчиња малецки, кои што не беа дотолку погодени, или грото веќе се носеше со кеси на раце, тројца четворица волонтери ги носат директно од куќа до куќа. Исто така и проблемни беше кога АРМ и полицијата го затвори приодот до село Стајковци, тоа беше четвртокот, петокот некаде претходната недела. И немавте приод практично. И ние практично никаков приод немавме, а цело време добивавме повици од граѓани кои што живеат таму. Да им помогнеме, молеа за помош, плачеа за помош. Се снаоѓавме, но беше исклучително тешко. Имавте средби со граѓаните, со настраданите? Се разбира. Да. Има различни информации за бројки за загинати, 22 е официјалната бројка, иако се стравува. Од Изутринава вела дека се 23. Сабајлево имаше на медиумите дека починал некој постар човек, 88 годишен, од тешка белодробна инфекција. Да. Токму во настраданите Токму утрова од поплавата. Да. Но не се знае колку луѓе, барем неофицијално, се уште немаме официализирани некакви бројки на исчезнати, се стравува дека можеби или повредени, исто така. Се стравува дека бројката може да биде и поголема. Видете, од тоа што нашите волонтери разговараат на терен, многу често ќе се слуша истата реченица: слушајте не, многу е веројатно дека има многу повеќе загинати, многу кратно повеќе загинати. Се сомневаат. И голем дел од граѓаните кои што и беа поплавени и кои што дури имаат и загинати во нивните семејства, велат дека веројатно е дека се многу повеќе жртви. Но за жал се уште немаме никакви официјални извештаи. Тоа е во зоната, во сферата на шпекулации. Да, се е шпекулација сега, но останува како отворено прашање дали навистина се кријат информации за овие, за бројките особено, бидејќи како што може да забележите, се уште има 6 лица по кои што се трага и тоа останува во претходните 10 дена како информација, како вест. Не е ажурирано дали се пронајдени тие, дали се пронајдени тела, односно се починати. Не знаем. И затоа апелираме што е можно побрзо да се извадат официјални информации, односно ако се кријат да се престане со криењето, за да македонскиот народ знае што точно се има случајно. Граѓаните мора да ги имаат овие информации. Да. Добро, јас и претходно ве прашав и сега ќе ве прашам, имавте ли некакви средби со надлежни институции, со дирекција за управување со кризи, со некој од министерствата? Не, официјални средби никакви. Со некој од кабинетот на градоначалникот, на Гази Баба, на град Скопје, дали имавте и заедно да делувате во една заедничка акција да работите на... За жал не. Официјални средби апсолутно никакви не сме имале. Никога не седнавте никогаш на маса, ниту пак не сме ни повикани да сме седеле на такви средби. Што многу ќе олеснеше и вашата и нивната работа. Апсолутно, за да можеме систематски да ја завршиме целата работа, бидејќи они велеа нема потреба од волонтери, ќе завршиме ние се што можеме. Но ситуацијата на терен вели дека и како им треба помош, и како на АРМ му треба помош со механизација и со чистење, и како им требаат повеќе луѓе кои што ќе носат донации, бидејќи Црвениот крст не може да се справи со тоа. А и самиот Црвен крст имаше и проблеми со нивниот пункт кој што беше во основното училиште 25 мај, кој што се наоѓа во центарот на Ченто, каде што они имаа проблеми со безбедноста. Ако се сеќавате, претходната недела имаше извештај дека се степале внатре
луѓе за да земаат донации, па од после тоа го затворија пунктот, па сега повторно работи пунктот. Добро, имаше секакви информации дека да. одбиваат помошта од шарените револуционери, например. Да. Но тоа беше сепак во сферата на неофицијални информации за кои дојавуваа волонтерите. Тоа што можам да ви го кажам, што го знам од волонтерите од кои што прибираме сите ние информации, е дека на одредени селективни места се имаше случајно такво нешто да бидат избркани наши волонтери дека не сакале помош, дека не сакале чистење на куќата, но тоа беа многу изолирани случаи на 1, 2 или можеби максимум 3 места за кои што и не вреди да се споменуваат или да се коментираат. Голем дел од граѓаните кои што се по години живеат во Ченто, Стајковци, во Црешево, во Брњарци, па и Рачинова дури, вела дека луѓе навистина не ни интересира кој што и како работи. На нас ни треба, на нас ни треба помош. Ако вие нудите во ред, ако некој друг ја нуди во ред, ама на нас ни треба помош од било кој. Добро, јас ви благодарам што бевте гостин. Нема проблем. Ви благодарам и на вас.